Министри се менуваа, амбициите растеа, проектите баш не им тргна од рака. 11 шефови на 4 ресори за 7 години, 2 политички и 2 технички влади. Што се смени во економијата? Еден од оние кои го задржа министерското столче е Крешник Бектеши. Во неговиот 7-годишен мандат се случија 4 кризи: здравствената, енергетската, економската и војните конфликти во Украина и на Блискиот Исток, од кои се чини Македонија го извлеча подебелиот крај. Видовме невидени слики на празни рафтови како во 90-тите, редици по бензински пумпи, цени од мрзни замрзни. Не се знаеше дали ќе имаме парно или не. Цената на струјата е речиси двојно поскапа, а болката на најсиромашните се лечеше со минимални ваучери за домашни производи и со одмор во дојран. Во последната година Бектеши како да почна да го врти грбот на коалициониот партнер, па му се случи колегите во владата да кажат дека ги излажал за спојување на концесиите за иловица штука, а го видовме и неговиот спротивен став на така наречените стратешки проекти кои ги туркаше владата. Година која помина, а секако дека сега веќе почнува да се стабилизира, посебно во Северна Македонија. Најголемата болка во секторот транспорт е автопатот Кичево-Охрид. Ни по 7 години и двајца министри од СДСМ, Горан Сугаревски и Благој Бочварски, не видовме нови 57 километри. Блех музиката и чочекот кога дојдоа на власт само наговести дека во секторот ќе гледаме реконструкции за крпени дупки, а не нови автопати. Чочекот се изигра, одговорности се посочуваа и се ветуваше, но реализација, иако веќе се пакуваат од Илинденска, не си дочекавме. Стани Благој да те видат сите, дајте му подршка, затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. Ама си дочекавме подпис на еден од најконтроверзните договори за изградбата на коридорите од страна на Бехтел и ЕНКА. Се одлеаа само милиони од буџетот. Се случија протести од граѓаните, 2 табли, шарена експлозија и ниту еден одговор што се крие во тајниот договор. Ајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради во држава. Тројца различни луѓе не го средија хаосот во земјоделството. Земјоделците повеќе беа на улица отколку на нива. Па така пиперките во Струмица завршија на буниште, оризопроизводителите на улица, одгледувачите на свињи исто така. А пред колапс беше и краварството. Производителите на млеко почнаа да го продаваат по социјални мрежи бидејќи откупната цена не им се исплати за маката. Но се това не беше посебна причина актуелниот министер Љупчо Николовски во чиј мандат кулминираше ситуацијата да понесе одговорност. Цело време зборуваше дека носи мерки и се грижи за граѓаните. Уште кога ја презеде функцијата, имаше став дека треба да биде меѓу земјоделците и дека нема да биде министер од канцеларија. Сакам уште еднаш денеска, токму од тука, на терен, каде што го правиме нашето примопредавање со земјоделците, со тутунарите, а не во канцеларија. Ситуацијата со државната каса најдобро ја отсликува состојбата во економијата. Дојдоа на власт со сериозни критики за висината на јавниот долг и амбициозни најави за мерки кои ќе ја заштитат државната каса. 4 министри од СДСМ и ДУИ, меѓу кои на 1 месец со премиерската функција ја делеше и онаа на чело со ресорот финансии Зоран Заев, изгледа не ги зачуваа државните пари и наместо намалување на долговите не донесоа до должничко робство. Изминатите 7 години јавниот долг е речиси дуплиран. Во 2017 изнесувал 4,8 милиарди евра, а во првиот квартал од годинава достигна речиси 8,8 милиарди.